Февруари заминува, ама остануваат празните ветувања на Заев и Филипче дека 200.000 дози од кинеската антиковид вакцина ќе стигнат во Македонија. И денес, по кој знае кој пат, министерот за здравство наместо за конкретни датуми зборуваше за договори, преговори, прашања, барања. Не би сакал сега да шпекулирам, сакам да бидам прецизен тогаш кога точно ќе знаеме кога ќе пристигне. Еве се пролонгираше малце периодот, очекувам на вистина да сите овие разговори завршат за што пократко време. Секојдневно има некои нови прашања од компаниите, тоа важи за сите компании. Стигнуваат информации, барања од AstraZeneca преку COVAX, механизмот од Pfizer, за кој што се уште го очекуваме драфт, договорот со руската интензивно компанија разговараме сега овие денови после потпишувањето на договорот и секако и со кинеската. Така да верувам дека следните неколку денови ќе можеме многу точно да кажам кој ден ќе пристигнат вакцините. И додека целиот свет масовно се вакцинира, кај нас останува да виси прашањето дали надлежните доцна се впуштија во преговори со производителите на вакцини, откако увидоа дека COVAX механизмот на кој толку му веруваа потврли. Од друга страна, бројот на ново заразени од ден на ден расте. Британската мутација забрзано се шири, а надлежните наместо да воведат нови рестрикции како што тоа го направи соседна Србија, засега само анализираат. Не е исклучена можноста, но засега не. Нема таква индикација заради тоа што порастот не е таков нагол како што беше на почетокот на ноември. Има еден благ пораст што не е ризик за болничките капацитети, но секако е причина да бидат граѓаните апсолутно многу внимателни. Бројот на ново заболени расте во Прилеп и Охрид, а Кавадарци веќе се искачи високо на листата со најголем број на нови случаи веднаш зад Скопје. Дека состојбата станува алармантна преку социјалните мрежи алармираше и доктор Олумчев од Центарот за јавно здравје Велес. За жал, полека но сигурно се враќаме на состојбата со бројот на ново заболени како пред 3 месеци. Лошо, многу лошо. Инаку во болниците ширум земјава се лекуваат 670 пациенти со компликации од COVID-19.